Да. Се враќаме во студиото, како што најавивме, господин Златко Кузманов, Центар за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојдовте во студио 10. Благодарам за поканата и за можноста да поразговараме. Веќе сте наш редовен гостин, редовен коментатор за безбедносните состојби и аналитичар, се разбира. Она што е најново е терористичкиот напад во Москва. Страшен напад, жртвите се уште се бројат. Последната бројка, барем што ја видов ја, беше околу 140, но има многу луѓе ранети, се очекува тој број да расте. Како што видовме, осомничените за нападот се уапсени, приведени. Сега овој напад отвара доста дилеми и прашања кои се вртат во јавноста. Тоа сакам да ве прашам. Значи, пред се, околу тајмингот на нападот, мотивите на нападот, кој сакал да го направи, што сакал да постигне, бидејќи имаме, ајде да речеме, и контрадикторни ставови околу тоа, па и од страна на Западот и на руските власти. Па да, сега е тоа актуелно. Неколку дена веќе доста се пишуваше покрај првичните нејасноти и неодредености од каде кој би бил. Секако излезе ова терористичка организација ISIS-Х Херасон, која рече дека стои за тие напади. Согласно кои ги анализираме информациите кои доаѓаат од западните медиуми или служби, произлегува дека тие стојат за таквиот напад. Имаше и спекулации дека можеби се некои други. Мислам дека од повеќето овие извори што ги читаме, дека сепак се работи за и со оглед и на заробените лица кои дели испадна, поголем дел од нив доаѓаат од Таџикистан. Излегува дека се членови на таа терористичка група, едно крило на ISIS-Х, како го велат, или Херасон, и која делува на потегот на Иран, Пакистан и Афганистан. Тука може да има логика и дека е таков нападот и од она што ги видовме и самите извршители терористи, бидејќи Русија беше активно вклучена во противтерористичката борба против ISIS на територијата на Сирија и уште поинтересно е интересно исто што помалку се кажува, Русија е вклучена во борба против групите на ISIS или исламистички екстремни организации и на територијата на Африка, посебно во делот на Сахел регионот, кад бившите француски колонии и така натаму. И може да се каже дека тие терористички групи веројатно секогаш се подготвени на такви крвави нечовечки напади да вратат за одредени напади кои ги извршиле руски сили врз нивните сили. Така да мислам дека тоа времето, местото, тоа се они го избираат, бидејќи она е, видите, најкрволочно нешто и нака да направите, не може да заштитите вие сега да влезете сега да застанете и на автобуска или кај што има на некој настан, кај што има многу луѓе, да застанете со еден ранец и да се разнесете и да убиете голем број на луѓе. Тоа тешко може да се превенира. Сега има тука една друга работа. Русија е во војна или војна операција, како е, односно во војна и во Украина и исцрпува средства и луѓе, преку милиони нешто војници се мобилизирани, голем резервен состав. Полициските сили на територијата мора да ги штитат во внатрешноста. Тука и црпувате безбедносниот апарат и не секогаш стигнувате да ги покриете сите настани, да ги обезбедите соодветно, така да ризиците за изведување терористички напади секогаш се големи во вакви околности, кога вие голем дел на силите и средствата насочувате кон одредена војна и за други намени. И тешко е секогаш да ги обезбедите сите настани. Така да верувам дека и тоа предупредување од Соединетите американски држави кои го дадоа пред тоа дека се работи, бидејќи тие они ги пратат тие крила на ISIS терористички екстремни организации каде се подготвуваат, ги следат, каде евентуално би извршиле некој терористички напад. Затоа и поголем дел од западните држави се ранливи на ова, ги подигнаа мерките за безбедност. Франција и Соединетите американски ги очекува дека тие, како што извршиле ваков громозен терористички напад во Русија, може да извршат и во некои од западните земји. Токму тоа сакам да ве прашам, има доста, да речеме, ајде сега, шпекулации, па некаде можеби и теории на заговор околу овој напад, пред се поради реакциите на безбедносните сили. Еве да почнеме од ова. И ова вие што го спомнавте. Значи, пред околу 2 недели имаше јавна објава на американската и на британската амбасада во Москва дека постои зголемена опасност од терористички напади. Тие ги повикаа своите граѓани да избегнуваат
големи групирања, меѓу кои концерти беа експлицитно наведени. Потоа имаше едно апсење во Русија на некоја терористичка ќелија, а самите предупредувања на некој начин беа отфрлени од рускиот председател Путин, кој дури ги нарече дека тоа се работи за уцени од страна на Западно, дека ја уценуваат Русија со терористички напади и така натаму. И сега, еве, навистина се случи напад. Критиките кон руските власти се дека овие значи, објави не ги сватиле доволно сериозно. Да, особено што се тоа големи жртви, невини жртви, сето тоа секој здраворазумен ќе го осуди такво делување на невини жртви, кај да се и против кого и во таков размер. Сигурно дека тука руската страна не ги сватила озбилно овие предупредувања кои беле кажани, бидејќи во делот против терористичката борба без оглед и војната во Украина, така и понатаму и Запад или САД и Америка имале основа за соработка и соработували, разменуваат податоци кога се е прашање борба против тероризмот и тоа наназад се случуваше и ќе се случи понатаму. Само сакам да уште да додадам дека дури и портпарол на Кремљ Димитри Песков не негира дека тие добиле и дополнителни информации од американските колеги, само вели не би сакал да ги сподели бидејќи се работи за доверливи информации. Мислам дека се работи за прво не е сваќање сериозно озбилно на таквите предупредувања и второ, ова што кажам, безбедносни апарати на Русија и систем е оптеретен. Со војната во Украина, со исцрпување и со други обезбедувања на други објекти, внатрешни објекти, важна инфраструктура и на тој начин вие кога немате доволно сили, не можете се да обезбедите, ги концентрирате силите безбедности тамо на оние објекти кај што мислите дека треба поважно се штитат. Можеби е грешката што и се дозволува такви масирни собири да може не веќе кога имате најави, можеби ќе ограничите на некој начин да се собираат околу луѓе на одредени културни манифестации или спортски за да не возможите да дојде до вакви напади. Очигледно тука дека има пропусти, али се има и доаѓа и до замор на материјалот, она што велиме или безбедносниот апарат, кога го држите долго време во една ниво на подготвеност, вие тогаш и попушта некојаш и вниманието. Тоа ние еве додека најме и во војска кога работевме, знаете, она велат, тие што дел војска велат, кога често добивате тревоги узбени да требаш да ве подготват на крај, после 10-тиот, 20-тиот пат више не ни станувате на тој знак на тревога, бидејќи знаете дека е вежба и попушта, значи некојаш из претераното искористување на силите и држење во некоја подготвеност ќе дојде да го намалите нивниот интензитет за реагирање во поедини ситуации. Тоа мислам дека се случува и во Русија, посебно што е тоа толку пространство и толку објекти треба да штитите. Секогаш има голема можност да се извршат посебно вакви кукавички на луѓе, нели, не на инфраструктура на објект сега на левој објект, него само да отидете и да убиете толку невини луѓе. Да, има и други информации за тоа дека безбедносните служби дошле доцна, дека имало и полициски станици во близина. Нема да навлегуваме во тие работи, бидејќи навистина не знаеме точно дали е тоа така или не е така. Тоа е она што го читаме од социјалните мрежи, од медиумите, но она што го гледаме е дека руските власти од почетокот не ја префрлија вината за ова на Украина директно. После првиот ден некако имаше некакво колебање каде да ја свртат, да го свртат вниманието, па потоа кажаа дека се исламистички екстремисти. Захарова директно ја спомна ИСИС, иако рече дека таа е формирана од американците, па сега тие ја напаѓаат Русија и така натаму, но сепак рускиот претседател Путин вели ќе истражиме кој стои за ова и ќе ги испитаме и можните врски со Украина. Сепак, како руските власти да не се откажуваат од можна конекција со Украина, особено после информацијата дека тие наводно бегале кон границата со Украина. Па нема, за сега нема такви опипливи податоци, факти дека тоа може да го тврдиме, дека можеби тие сакале да избегат натаму и логично е да бегаат на таа страна, на тоа пространство кон Украина, и да ги сокријат на тој начин, можеби правите налогодавци на тоа од самите извршители, може и тоа било намерата. Мислам дека не треба да шпекулираме со овие некои заговори за реакцијата на руските сили, да почекаме да истрагите што ќе какви податоци ќе изнесат дополнително, а секако непријателството што постои меѓу Русија и Украина може секогаш да се искористи за објаснување или за подкрепа за на некои активности дека тоа стои дали руската или украинската страна, бидејќи се страните во војна. И тука можеме
koja isполнува Русија и Украина, да се задржиме малку на ова што се случува нели на теренот и во самата Украина, војната помеѓу Русија, можеме да приметиме дека последните 10 дена некако паралелно до кога се излезе тој фамозен предлог од Република Франција за иницирање меѓу НАТО членките да се евентуално може да дојде до праќање на НАТО сили на територијата на Украина, некако од тој период практично почна да се интензивира нападите и борбите во Украина. Дали е коинциденција, дали не, ќе покаже времето, али од тој период доаѓа до интензивно дејствување и интензивирање на борбените дејства. И сега што се случува? Имаме да за последните 10 дена Русија продолжи со интензивни ракетни, високопрецизни напади и со дронови и со ракети на важни инфраструктурни објекти во Украина, со цел да ги оноспособи. Паралелно со што е зачудувачки, веќе ги знаеме овие последните напади околу Киев, на аеродромите, на одредени бази кај што може да се испрачува западната помош, али зачудувам од друга страна и од Украина на некој начин парираше соодветно и со ракетни напади, и со беспилотни летци и дронови, па и подлабочина на руска територија, што изненади некој начин, што укажува дека сепак таа има добила одредена помош од западните држави во дронови, во ракети, кои имаат поголем домет и поголема прецизност, за да може да гаѓа, да врати на иста мера на практично на Русија, да гаѓа нејзини важни инфраструктурни објекти пред се рафинериите. Нели знаеме, имаше последните 10 дена да се извршија 12 напади на 12 рафинерии, што е зачудувачки, пак што со ракети, односно дронови, беспилотни летици на раздалеченост и до 1000 километри на руска територија. Понатаму, ова повторното гранатирање за време на зборите, практично и на овој Белгоград, градот близу до границата со Украина, практично таму имаше и оно повторно партизанско делување, односно диверзантски групи на Украина кои влегоа, знаете, нели, она пред изборите во тој регион, да направат напад и да ги пореметат практично и тој изборниот процес во тој регион. Тој упад немаше некое, да речеме, ајде, војно значење, туку повеќе ми се чини беше како една пропагандна. Па да, ли покажувате тоа и војно значење, има смисол охрабрување на своите сили. Еве, гледате, и ние влегуваме на нивна територија и практично добија за моралот. Друго, продолжија, повторно се случија нападите со високопрецизни авиоракети на позициите на полуостровот Крим. Значи, знаеме тука беа гаѓани неколку објекти, воената база, бродови се обидува повторно да еден комуникацијско-информатички центар. Значи, тој се рачуна дека извршен со авиони со високопрецизни бомби, ракети од регионот од британските Storm Shadow проектили. Така да тука во тој дел, значи во ракетното дејствување, нападите со ракети, со дронови и беспилотни летци на некој начин со доста парираше Украина. На што се однесува на самиот терен, на линијата на разграничување, на фронтот, после она заземање на Авдијка, селото од страна на русите и така натаму, поголемо поместување на таа линија немаме. Значи, се спроведуваат на повеќе места борбени дејства, пукање, ракетирање, напади, али поголемо поместување на теренот нема. Последните 2 недели практично беше тежиштето на ракетните напади на инфраструктура на двете страни и со употреба на беспилотни летала и дронови. И сега, зошто тоа, откаде сега ова интензивирање или на Украина или парирање во тој дел, може би одговорот ќе го најдеме, знаеме, да не заборавиме, пред месец дена беше и самитот на состанок на министрите во НАТО во Брисел, каде што од 12 одлуки кои 7-8 се однесува на ситуацијата на Украина, една одлука беше и тоа дека НАТО се обврзува во најскоро време, односно за оваа година, да обезбеди до 1 милион дронови или беспилотни летели за потребите на Украина. И гледаме дека тоа, свари, практично таа испорака постепено се интензивира и се дава такви средства. И сега, гледате, давањето скапи борбени средства, сложени системи, ракетни системи, овие ракетите посебно еве од Британија, од Германија, од Франција, од Соединетите американски држави и други сложени системи, јасно е дека не може да вие да оспособите да ги обучите украинските војници да ги ракуваат. Тоа дека тука мора да има инволвираност и да доаѓаат и практично експерти или војници од други држави
држави од НАТО земјите да може да ги оперира, да ги користи. Дека тие веќе постојат на терен во Украина? Па тоа е нели сега визави францускиот предлог да влеземе и па и најавите дека веќе има одредени трупи, дали како обука, дали како медицински персонал, дали за наведување на противелектронски дејства. Тоа веќе знаеме дека го пишува и самите британци и германци дека такви сили има. Не во вклучено во директни борбени активности, али за логистика, за обука, за противелектронски дејства, за обучување на овие скапи системи да ги користат, не можете ви да извршите така кратка обука за брзо да ги способите да користат такви случаи. Значи мора да имат инструктори и луѓе платени луѓе. Зошто францускиот претседател Макрон се реши за таква една директна изјава која потоа предизвика големо бранување и помеѓу западните сојузници? Да. Тогаш имаше дури и директни деманти, например од германскиот канцелар Шолц, американците останаа прилично тивки по тоа прашање, а Макрон прво директно изјави дека не се исклучува војни трупи директно во Украина на НАТО, потоа повторно на некој начин ја повтори пораката дека тоа е можно сценарij. Баш би се задржал малку и на тој француски предлог, бидејќи интересен и би кажал причините зошто тоа сега се случува. Значи и Украина има француски предлог, не само ние. Да. Па добро, прво Република Франција, она на ниво на Европа, нели тие, она и Германија се водечки држави, сака да кога Америка е по-урезерва, сака да се покаже како фактор. Тоа секогаш се случувало и сака да доминира и да дава некои иницијативи прва. Во врска со ова иницијативата меѓу НАТО членките да можеби да се распоредат и НАТО сили, зошто тоа сега Франција го предлага во овој период и што е намерата. Прво излегува имате тука видовме дека тоа не е прифатено од сите, само неколку држави можеби се согласуваат, повеќето не се согласуваат, друго и во самата Франција има најмногу се согласуваат источноевропските држави. Да, и во самата Франција има многу различни мислења кои не го поддржуваат сето, значи опозиција, партии и така натаму. И една од причините при анализите вика зошто тоа Франција што би постигнала со тоа, па има неколку причини кои би ги навеле. Значи вели може да ова што го велам да даде одредена поддршка на украински сили за одредени обуки или средства. Понатаму дури да оди да одбрани одредени региони важни позиции или да се распореди за да ги одбрани, односно да не бидат напаѓани одредени битни градови, па беше спомната Одеса. Понатаму, следно, како варијанта, доколку би се намали интензитетот за евентуално утрешно понатамошно разграничување на линијата на фронтот, па така да и се помогне Украина, бидејќи реално сето ова што ви го предлага Франција е против Русија, односно да и се помогне Украина, бидејќи таа е помала во овој конфликт и во неповолна позиција. Значи секој утре распоредување и појавување НАТО сили одат во насока да и се помогне Украина да се попречи, да се запри на офанзивното делување на Русија и напредување на теренот, која она секој случај го има тој примат, особено ако не се продолжи со помошта на Украина или ако се намали таа помош. Следно, видите сега тука Република Франција е на некој начин разочарана или неразочарана, лута на Русија поради гледате што се случува на тлото на Африка, посебно во Сахел регионот. Сите бивши дел од поранешните африкански колонии, француски колонии од Буркина Фасо, од Мали, Чад, Нигер, се извршија пучеви каде што беа симнати цивилните власта која беше блиска до Франција. И во сите овие држави се бара да се повлечат француските сили. Имаат своји бази единици. А во сите тие држави последните години е присутно руско влијание, односно преку Вагнер, паравоената формација, а сега преку Афричкиот корпус, руски афрички експедицијски корпус кој брои до 5000 луѓе е распоредено во овие држави. И сите овие војни хунти кои ја срушија таа целна власт сакат соработуваат сега повеќе на воен план и безбедносен со Русија. И Франција е толку разочарана од тие такви, бидејќи она ги губи позициите во оние колонии вековни кај што имала, прво затоа што тамо не е само за политичко влијание, тамо се користат и ресурси од тие колонии, знаеме. И пред се злато, ураниум и литиум, значи од овие држави. Сега
имаме барање од војните хунти во тие држави, француските сили да ги напуштат, а во исто време имате по 1000 представници од поравени формации на руската Вагнер група, односно Африкански вие корпус. мислите дека на некој начин Франција сега парира на ова составот во Па Украина? не парира, тоа е изнудена реакција. Вие ми правите проблеми таму во моите колонии, јас сега еве уште повеќе ќе застанам на страната Украина пред тоа што него правеа со испорака на оружје и така натаму, да и помогнам да разграничиме, да и помогнеме да ве стопираме, бидејќи не можат сами да се одбранат. И следно уште едно би кажал, гледате сега, во јули се Олимписките игри во Франција во Париз. Во овакви околности, прво малку е чудно, во случај на војна и све прашање се доведуваат до прашање принципите и начелата на Олимписките игри, да имате летни Олимписки игри во Франција, во Париз и во повеќе градови, а се води војна тука непосредно, колку е тоа и логично и дали е нормално тоа да се случува. А Франција ги вложила толку, нели, средства ќе вложи и така натаму тие игри да трајат и да успеат. Знаеме одлуките Олимписки комитет за спортистите од Русија и од Белорусија дека не можат да настапуваат само без обележи и така натаму ако сакаат. И сега тука веројатно целта на Франција беше да дојде можеби и до некој пример, да се изнуди одредено примерење со распоредување, да се дојде до ситуација да прекине огнот. Рано е за преговори и така натаму, али да прекине огнот барем или во тој период додека се случуваат летните Олимписки игри тие 20 дена, што е нелогично да имате летни Олимписки игри, а вамо се водат на толку близо, нели, војна и да гинат луѓе. Дано со оваа реторика на Макрон се чини дека дојде до интензивирање на војните операции, не до смирување. Па не зависи само од него, значи тоа што он го предлага, се обиде да го предложи по нивна проценка, треба тоа да биде прифатено, не се само тие фактори, не е само Франција фактор во војната во Украина, и другите европски држави, и самата Украина и Русија. Така да, мислам дека е тоа причината за таквиот предлог и кој засега во така официјална форма не дојде на разбирање и не што не се исклучува понатаму во насока ако се реши да се намали интензитетот и да дојде до евентуално некое разграничување па распоредување сили доколку се прифатат и Украина, Русија, али тоа е за понатаму. Значи, во моментот може да кажеме дека безбедност ситуација, односно војна, за врска со војната помеѓу Украина и Русија на територијата на Украина, ситуацијата е сложена, настаните брзо се менуваат, не можете, не очекуваме брзо, за сега во моментот не очекуваме некоја разврска, интензивирани се нападите или некои напори за да се смири ситуацијата, но не исклучуваме ништо, бидејќи гледате многу лесно и брзо се менува ситуацијата на теренот. Или со некои вакви други битни одлуки или настани што ќе се случат, што може да влијат на развојот на настаните на војната во Украина. Да, кога зборуваме за тоа за како влијае војната, некако полека се движиме и кон нашиот регион. Имаше скоро и некакви најави за можно отварање на ново кризно жариште во Молдавија, во Транснистрија, но гледаме дека таму некако сега тоа не се зборува премногу, но имаше една анализа за Балканот дадена од западни извори дека се можни меѓуетнички судри на Балканот, при тоа се спомнати Босна и Херцеговина, Косово, но и Македонија. Се разбира во контекст на војната во Украина, во контекст на можно руско влијание и така натаму. Како гледате на овие анализи? Еве, ако анализираме состојбата на нашиот регион овде на Балканот или Западен Балкан, прво можеме да изнесеме одредени факти и одлуки што се случија на меѓународна сцена кои влијат на ова состојба. Прво, гледаме во Соединетите Американски држави, знаете, за последниот 20 дена имаше ова група едни сенатори од групата на пријателство меѓу САД и Македонија кои испратија писмо каде што бареа од Европската унија и предлагаат да се безусловно да се започнат преговори за прием на Македонија во Европската унија, за да се надминете овие некои вештачки создадени проблеми од страна на Бугарија. Средно паралелно со таа изјава на сенаторите, тоа писмо, знаете дека излезе тој извештај на безбедносните служби каде што ова што го рековте и вие, што и Сенат преценува дека безбедноста на Балканот, Западен Балкан е кревка, дека може тука да се влошува ситуацијата заради ова ситуацијата у Босна, на Косово, Македонија, проблемот со Бугарија и така натаму и влијанието, руско влијание или делување на терористички групи. И тоа беа од американска страна
страна тие два настани кои влијаат за нашиот регион. Од Европската унија, гледате, паралелно, знаете, Косово беше примено, нели, во почетокот на јануари оваа година, односно не примено, него се изгласа безвизен режим. Друго, следно, сега се еве тек преговорите за прием на Косово во Советот на Европа, каде што Србија се противи и започнуваат идната недела преговори око тој предлог да се вклучат во Советот, во парламентарно собрание на Советот на Европа. Имавме одлука од страна на НАТО, парламентарното собрание, за приклучување на парламентарната група од Косово во работата на парламентарното собрание на НАТО, што е зголемување на таа интензирање на таа соработка помеѓу Косово и НАТО. Следно, имавме одлука од Европската унија за да се додели, да се отпочнат почетните преговори за пристапување на Босна и Херцеговина кон Европската унија. Тоа се тие некои одлуки што за последнија 20 на дена што се поврзани со регионот и од кои може да црпиме сега анализа да правиме како ќе се развијат настаните. Тука најмногу оптеретуваат секако односите меѓу Белград и Приштина, кои се закочени и блокирани преговорите за нормализирање на нивните прашања. Гледаме што се случи кога премиерот Курти еднострано донесе одлука и нивната централна банка да се воведе еврото како платежно средство, што беше осудено практично и од меѓународната заедница и Соединетите американски држави, од Белград, бидејќи без консултации со никого го воведе тоа, за да го попречи функционирањето на динарот во општините со мнозинство српско население. И сега, еве, повторно се исцрпуваат, се водат преговори околу тоа како да се надмине тоа прашање. Па следната недела ќе започнат преговори помеѓу Белград и Приштина со посредство на високиот представник на Европската унија Лајчек за олеснување на тие разговори. Значи пак се бега од решавање на оние прашања што бие предвидени во Бриселскиот договор и со Охридскиот договор, и за формирање заедни српски општини, и за нормализирање на односите и така натаму. Курти на некој начин повторно со уфрлување на нови некои одлуки вешто го избегнува решавањето. И јас имам чувство дека он практично и нема намера додека е он на власт и неговата влада да дозволи да се формираат српски општини, како се заедница на српски општини каде што живее српското население Косово. Друго, следно, гледате, од друга страна, еве, од Белград имаме заекнување на военото присуство близу до границите, покажување на мускули. Не очекувам дека може да се изведуваат некои дејства од тие сили, али они го вршат тензија и притисок со распоредување повеќе сили долж границата или како тие велат административната линија. Но тамо знаеме дека тој појас е разграничен, дека има и НАТО и силите на КФОР, така да, али како Приштина го користи тоа како тензија или дека може да се случи напад или влегување на српски сили на територија Косово, што мислам дека не е можно и дека е исклучено. Тука е интересна позицијата и на Косово и на Србија на некој начин многу интересна за анализа. Бидејќи еве Србија, на пример, знаеме дека одамна се зборува за председателот Вучик дека се обидува да балансира помеѓу истокот и западот. Народски кажано сака да седе на две столици, некои велат. Тој вели дека не е така. Па така не ги исклучува блиските и добри односи со Русија, но исто така не ги исклучува и односите со Западот. Па така Србија, се извинувам, го потенцира тоа, например, и при набавка на оружје. Дека набава оружје, да, од истокот, но и од Западот, дека се балансира и во таа насока. Од друга страна, знаеме дека Косово има многу силна поддршка од меѓународната заедница, од Западот пред се, но последните изјави на американската администрација за косовскиот премиер Курти не се такви. Например, Ескобар вели дека тие немаат комуникација со Курти, дека ги загрижува, што немаат добра комуникација со него, ги осудија, како што кажавте вие, едностранните потези во однос на укинувањето на динарот и се чини дека односите пред се помеѓу Соединетите американски држави и Приштина се на многу ниско ниво во овој момент. Значи, тука потезите на премиерот Курти и на председателот Вучич на некој начин рековме, констатиравме и порано дека некако како да си одговараат. И сите бегаат и одлагаат да седнат да ги решаваат оние
тешки прашања практично политички што се за двете страни. Значи реков, мислам дека премиерот Курти нема намера во негова влада да формира заедница на српски општини. И тоа ќе го искористи да бега од тоа прашање со воведување вака на други прашања и дури следно, оние веќе знаете зошто велам додека неговата влада, тие се сега веќе влегуваат у последната влада на неговиот мандат на неговата влада во Косово, па дури ја мислам е подготвени да се распишат и ова година и предвремени порано избори парламентарни во Косово за да се влезе во изборен период и да не може да се носат такви одлуки. Мислам дека и тоа може да се случи на Косово ова година, да прифати да ги распиште парламентот да се распишат избори, а од друга страна истото се случува и Белград, бидејќи знаеме дека за мај, јуни се предвидени нови избори во Белград и за дел од општините каде што повторно треба да се гласа и таму да се случат избори, што истото во одговарање на претседателот Вучиќ да се насочи енергијата на тој дел на решавање на тие прашања и пак да не се седне сериозно да ги решава тој прашање. Јас тука спорни прашања меѓу Белград и Косово. Јас тука морам да напоменам како ние од Македонија овде позицијата наша, значи тоа се наши соседи. Нас, у секој случај, и на безбедносен план посебно ни одговара да ги нормализираат односите Србија и Косово, бидејќи и текако тоа има влијание од X причини, ги знаеме и на нашата овде безбедност. И ова што го анализираме, каква е состојбата една работа, а у суштина би посакувале да сепак тие да најдат решение, бидејќи на Македонија не ја одговара нарушени односи меѓу Косово и Србија. Еве, некако дојдевме и до нас тогаш во тој контекст. Како би ги коментиралите анализите дека се можни меѓуетнички судири и во Македонија, бидејќи и Македонија спомната во таа анализа? Па не беа така експлицитно кажен, да, како можност беа спомнати, мислам дека овде односите визави нашето функционирање и или тензии, ајде, може погрешно се изразам, да. Во нашиот политички живот и етаблираноста на партиите и мултиетничкиот карактер и релациите и сожителството со меѓу македонците и сите останати и албанците и турците и срби и другите заедници кои живеат, мислам дека е сосема поинака ситуацијата. Ние тој мултикултуризам многу години го градиме. И претпоставаме членството во НАТО. И членството на НАТО и гаранциите и поддршката и така натаму, али мислам дека нашите релации сепак поголем дел од луѓето и граѓаните у Македонија сепак би сакаат сожителство, не сакаат конфликти. Има мали групи, помали групи, екстремни групи, посебно пред изборен период ќе заоструваат реторика, ќе сакаат да испровицираат одредени националистички или национални инциденти и така натаму, ал мислам дека тие немаат капацитет и можност да создадат поголема ескалација. Да, добро. Ние пред самиот крај, како ставивме уште една тема, например, кај нас се зборуваше за повторно воведување на воен рок, но јас предлагам сега да не зборуваме за тоа, бидејќи за тоа имаме многу за зборување и да не го трошиме како тема. Следната емисија ќе зборуваме за тоа посебно, но има нешто што е актуелно и за што треба да зборуваме, тоа е се зборува многу за набавката на хеликоптерите за АРМАС, значи се реши Министерството за одбрана да набави од италијанскиот производител Леонардо хеликоптери, 8 повеќе наменски хеликоптери, 250 милиони евра мисле че ни беше сумата. Првиот треба да стигне 2027-та, мисле че ни беше. Отприлика тие се параметрите на набавката и гледаме дека има опозицијата пред се обвинува зошто е направена сега, требало да се почека, дали тој производител и така натаму. Како гледате вие на ова? Вака, значи тие два типа на хеликоптери кои ќе се купат од Аугуста Весфалија, односно Леонардо. Едниот е среден, едниот е лесен повеќе наменски хеликоптер. Тука најголемо сега се постава прашањето и се отворија дилеми предизборно, пак коштањето и така натаму, бидејќи беа 230-250 милиони. Да. Пред втората изјава 250 милиони дека коштаат тие хеликоптери. Дека тие треба, согласно стратешките документи и долгорочниот план за развој, дека треба. Така, долгорочниот план за развој кој го подготвуваше Министерството, а го усвои Собранието од 2019 година, таму стои во делот на воздухопловните сили дека ќе се развиваат повеќе наменски хеликоптери.
И ова се повеќе наменски хеликоптери, али со помали борбени способности. Значи се одело на варијанта тој да користи повеќе и за други помош на населението, разни заштити и спасување и така натаму, а со минимални практично тоа е за блиска, лесна против пешадиска или копнена подршка. Значи на него ако се договорило, веројатно се договорило за таа цена, може да се вгради митралез, може некои противоклопни ракети или ракети за гаѓање на утврдени објекти и за одредени ракети за блиска далечина воздух, против хеликоптери или други летала, дронови или така натаму. Тоа се по минимални средства и така е намената негова за блиска тактичка поддршка на копнените сили. Значи тој нема некои поголеми борбени, нема такви поголема борбена употреба, повеќе може да се каже би користеле. Сега за цената, видите таму има информации дека тој е едниот среден повеќе наменски, другиот лесен повеќе наменски, тој средниот кошта околу 9 до 9 милиони, ово е околу 7-8 милиона само хеликоптерот. Те сега она што го објаснуваат, опремата, обуката, вооружување и така натаму. И еве да кажеме 10 милиони нека кошта овој еден хеликоптер. Пута 8 тоа се 80 милиони. Значи, што е сега тоа влезено се во оние останатите, тоа се 1/3, практично што останатите 100 би излегало 170 милиони, така? До 250. Од прилика, да. Значи, што е тоа купено, ако се хеликоптерите само 80 или 100 милиони долари или евра. Што е влегло, што е земено, што е купено, тука се објаснуваше обука, некој спомна и тренажери и така натаму, симулатори, не знам, не видов тоа точно дали ќе има или не. Вооружени системи. Какви вооружени системи? Бидејќи вие треба, ако давате... Мислам дека е сервис одржување. Сервис одржување, али значи поголем дел од сумата треба да го објасните. Вие се кажувате за хеликоптерите се купени, тоа кошта 80 или 100 милиона, нека треба да даете подетално објаснување што ќе влезе од тие 150 милиони евра или долари што сакате да ги потрошите за тие во врска со тие хеликоптери. Следно прашање, што е битно. Да, точно е, тие се има други модели и така натаму, исто и повеќе наменски во регионот, конкретно да ја кажам, такви хеликоптери мислам дека Агуста Вестфалија 139 од помало ниво, користи само Грција, односно ќе планира да нарача Грција да купи и кои би ги користела за акции на спасување и евакуација предвратно во Морнарицата. Друго, во Албанија има само еден купено, али има една луксузна верзија за VIP превоз и така натаму од тие поскапите, али само еден. Друг нема од регионот такви купено, еве ние сте први што ќе купиме такви хеликоптери. Значи, и следно прашање, не видов објаснување тука и од министерката или од Министерството за одбрана, што со постојниот центар за обука на пилоти, дали како се размислува, ние знаете пред 10 години израелците овде воспоставивме и центар за обука на пилоти кој кошташе преку 60-70 милиони долари и кои со 2 симулатори за Ми-24 за руски хеликоптери. И сега воведувате нови системи. Што правиме со овој центар кој 10 години не сте ги искористиле, односно не сте ги соодветно искористиле тие средства што сте ги вложиле? Како е тој пакет се планира да се, додека има уште такви хеликоптери други држави, да се продаде, да се заработи, па да се компензира од таа страна? Никој тоа не го спомна. Постојниот, тоа е голем објект, стратешки објект кој практично вие ќе го ставите вон употреба, а треба да кој е решението со тој центар, бидејќи не може да користите за овие, друга техника, западна техника. А и во регионот нема никои такви више руски хеликоптери, за кого ќе го користите, односно како ќе го уновчите, дали ќе го продаете, што ќе решите, тој никој не спомна со тој дел, па може ќе се правдаше од тој дел со тие средства да се оправдат и овие средства поголеми што се дадени. И сепак треба да се дадат точни параметри какво вооружување, не е сето тоа воена тајна, еви гледаме и другите кои купуваат хеликоптери се кажува какви вооружувани системи, колку муниција, за колку години и така натаму, за да оправдате тој поголем дел од парите што не е објаснето доволно зошто се дадени тие пари, затоа што изгледа тоа голема сума на средства. Да. Добро. Добри прашања. Ќе видиме, можеби ќе има на дел од оваа одговор, можеби не, но секако ова е тема која ќе продолжува да бранува. Господине Кузманов, ви благодарам за ова интервју. Благодарам на поканата. И со ова го завршуваме првиот дел, правиме сега една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Дарко Симуновски, експерт за криптовалути.